На крајот некаде на незиниот работен ден, нели, ќе се запознаеме со временската и со неа, со Јована Тасовска, но и со она што ќе се случува во однос на времето. Но јас сакав ова линковско вклучување да го започнеме со тоа дека веројатно ние како деца, барем јас како дете, никогаш не сме знаеле колку е важна таа именка време. Значи, кога се децата во прашање, секогаш кога е зима да има многу снег, не ми е гајле тоа како ќе се исчисти, што ќе се направи, кога е лето да биде многу топло, за да можеме што почесто да бидеме нели или покрај езеро или на море, нели во пролет да трае се повеќе, да трае. Кога нели одиме низ животот, патуваме низ животот, некако тогаш дознаваме колку е важна именката време. Па многу работи всушност и ги планираме според тоа какво време не очекува. Па често знам нели од искуството ни си во овие години во новинарството и воопшто како човек, како граѓанин на оваа земја, дека често ги користиме овие услуги на управата за хидрометеоролошки работи, да дознаеме какво време не очекува. Па дали да се качам на велосипед утрово, ако ни врне, ако врне ќе го оставам велосипедот дома, ако врне да знам дека треба да возам некаде 40 на час заради тоа што ќе биде гужва низ градот и така натаму, но за тоа каква ќе биде навистина временската прогноза ќе дознаеме од Јована Тасовска. Добро утро, ви благодарам за ова линковско вклучување и можноста еве одблиску да дознаеме какво време не очекува прво до крајот на овој јануари, а потоа и нешто повеќе околу февруарската прогноза, ама се со ред. Така, добро утро. Катарина, поздрав до гледачите. Значи, до крајов на месецов не очекува променливо облачно и студено време со врнежи претежно од снег и претежно во западните делови од земјава, поради заладување и ниските температури. Снег ќе имаме, конечно и во пониските места. Така, според најновите анализи на Европскиот центар за среднорочна прогноза, во првата декада од февруари не очекува ќе се задржи студеното време со ниски утрински и дневни температури, но веројатноста за врнежи ќе се намали или ќе бидат со многу послаб интензитет. Во втората и третата декада веќе ќе имаме постепен пораст на температурата, особено на повисоките места. Во пониските места ќе има голема веројатноста за појава на магла и во некои денови во тие места ќе се задржи пониска дневна температура. Врнежите секако ќе бидат во границите на просекот. Вие ова нели, како да кажам, најпрофесионално е. Сега јас ќе се обидам да прочапкам низ таа ваша временска прогноза. Имено, какви се начините, еве, вие како дежурен синоптичар, кои се оние мирни станици или места или не знам, се нешто што користите за да може ние сите да дознаеме какво време не очекува. Нели некогаш на шега се шегуваме, нели времето утре ќе биде променливо облачно и се реди за да не дај Боже само снегот да не се спомене во лето. Така, а во зима се споменува и така натаму. Знаете, нели, на шега сме се шегувале сите. Сега знаеме дека како оди времето, одат и нели и техниката и технологијата напред. И управата за хидрометеоролошки работи веројатно ги користи сите тие можности, придобивки. Како се дознава какво време не очекува? Така, значи, ние податоците ги користиме и прогностичките модели од Европскиот центар, ги користиме податоците од нашите мерни станици низ земјава, да, на неколку часа во текот на денот добиваме податоци за моменталната температура, за точката на роса, дали има врнежи, нема, ветар, брзина на ветар, правец на ветар, релативната влажност на воздухот и од сето тоа се добива една слика за времето. Колку често, Јована, ви се вуваат вакви, како ја што ги споменав овие на почетокот на линковско вклучување, за тоа дали да понесам велосипед, дали да тргнам сабота и недела на викенд, некаде, па и на водно некаде, нели какво времето ќе биде? Така, често ни се јавуваат и ги охрабруваме гледачите и сите што се во недоумица, речеме често за свадби, за некои прослави, какво ќе биде времето, така да ние сме тука на располагање за секаква информација и да излеземе во пресред, колку што можеме. Добро, сега вие ни кажавте дека февруари, чина ми рековте дека почетокот првата половина на февруари ќе биде баш онака ладно, така, а втората веќе ќе заблажува пак. Во однос на тоа каква зима генерално тоа ќе биде некаква релативно таква убава зима, блага зима? Па да, за сега анализите се такви, но сепак ова е временска прогноза, подлежи промени, а ние управата за хидрометеоролошки работи навремено ќе известиме за секоја промена.
Добро. Јована, како изгледа таа 24 часовна смена? Што правите? На 2 часа следам се. Значи, набљудуваме каде, како што се одвива, какви се температурите, пратиме секоја состојба во нашата земја и во околните, што не чека, што може да очекуваме. Спомена во едно од лекувските вклучувања вчера дека водостојот на реките е намален за овој јануарски дел од годината, но дека се очекуваат дождови обилни. Тие се очекуваат воденовива кои што ни доаѓаат или ќе имаме и снег? Ке имаме и снег, да, тоа колегите од хидролошкото одделение, они навремено исто известуваат за тие податоци и водостоите на реките. Да. Но породните дождови ги очекуваме. Деновиве, па и не баш толку, не баш толку. А околу температурите, каква ќе биде температурата? Како сега? Па ќе биде малку постудено. Така, да, ќе биде постудено, а така впрочем и редно да почувствуваме пониски температури, зимски температури. Зборувам за утринските температури, да. Значи во минус ќе одат сега. Во минуски идат за време на викендот се очекува од минус 6 до 0, утринските температури од минус 7 до 1 во тој интервал. Супер. Значи супер изгледа 24 часовна смена, тоа сакате да ми кажете? Да. Одлично. Така. Ви благодарам, Јована, за сите овие податоци. Еве само како сублимат, колку јас успеав да разберам, е дека во периодов до крајот на јануари не очекуваат, значи, на вистинско заладување, особено сега овој викенд што ни доаѓа, ќе биде ладно, но потоа во февруари сите заедно и оние кои што сме во градовите, без држање палци, ќе можеме да очекуваме баш убаво снегче или барем снег, така, барем некој вид снег, ќе видиме каков ќе биде тој во градските средини, но секако ќе можеме да се порадуваме на снегот, а веќе во втората половина на февруари ќе биде повторно некоја онаа блага зима ќе си ги покаже своите нозе, па повторно ќе има зголемување на температурите.